Семелж Богар, министърке за труд и социална политика на Република Македония госпожа Мила Царовска, членови и представници на Националния съвет на инвалидски организации на Република Македония. Почитувани амбасадоре Семелж Богар, почитувани министри, генерален секретар, заменици министри, пратеници присутни, почитувани представници на организациите на Обединените нации, на гражданските организации, на лица со пореченост, почитувани гости, почитувани медиуми. Сензибилитетот и позитивната енергија која што ја пренесуваат и ја шират лицата со попреченост никого не оставаат равнодушен. Од нив зрачи посебна ура и таа навистина тешко може да се опише со зборови. Секој поединец е посебен на свој начин, но секој заслужува еднаква шанса и секој треба да добие подеднаква можност за остварување на своите права. Основното начело на ова наша влада е признавање на вроденото достоинство и вредност и еднаквите неотугиви права на сите членови на човековото семејство како темел на слободата, правдата и мирот во светот. Затоа се залагаме и работиме на создавање на еднакво општество за сите. Како држава на 30 март 2007 година ја подпишавме, а на 5 декември 2011 година ја ратификувавме Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Конвенцијата представува прв меѓународно правен и обврзувачки инструмент преку кој што се утврдуваат минимум стандарди за правата на лицата со попреченост. Неодамна, Комитетот на Организацијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост препозна дека Република Македонија прави крупни позитивни промени за остварување на правата на лицата со попреченост. Акциониот план кој што ќе придонесе за забрзано спроведување на насоките од Конвенцијата, пред неколку месеци го подготви Националното координативно тело во соработка токму со вас, граѓанските здруженија на лица со попреченост. Сите ние, што сме денеска тука, може да работиме тимски, за да ја исполниме целта на овогодинешното мото на Меѓународниот ден на лицата со попреченост, зајакнување на лицата со попреченост и обезбедување на инклузивност и еднаквост. Бидејќи навистина се огромни придобивките од интегрирањето на лицата со попреченост во секој сегмент на општеството. Уште минатата година ги олеснивме условите за користење на правото за паричен надомест по неколку основи и изголемивме средствата кои што едно семејство со дете со попреченост може да ги добива. Во септември 2018 година Владата на Република Македонија ја усвои Националната стратегија за деинституционализација 2018-2027 Тимјаник, додека во октомври е усвоен акцијскиот план за спроведување на Националната стратегија, кој представува практичен оперативен водич во спроведувањето на деинституционализацијата во нашата земја. Оваа реформа е врвен приоритет за нас и треба да изгради систем за испорака на социјалните услуги, заснован на пристапот на човекови права и кој ги унапредува правата на вклученост и достоинство на корисниците. Би сакал да истакнам дека за прв пат во 2018 година Министерството за труд и социјална политика имаше обезбедено посебна буџетска ставка за деинституционализацијата во износ од 29 милиона и 143 илјади денари. За следната 2019 година е предвидено неколкукратно зголемување, односно 169 милиони и 090 илјади денари. Со ова, почитувани, ја потврдуваме нашата политичка посветеност за целосно спроведување на процесот, односно преминување од институционален облик на заштита кон заштита и поддршка во локалната заедница. Мрежата на услуги и алтернативни форми за грижа и заштита на оваа ранлива категорија на граѓани ја проширивме со нови дневни центри во неколку градови во земјата. Исто така, почнувајќи од септември годинава, 69 лица ја користат услугата лична асистенција, а за следната година бројот очекуваме да се зголеми на 200 лица. Со воведувањето на образовните и личните асистенти во наставата, им даваме поддршка на децата со попреченост. Минатата учебна година за оваа намена беа ангажирани 140 образовни асистенти во 18 општини во државата.
додека во тековната учебна година 2018-2019 овој број е зголемен со учество на 34 општини и 300 асистенти во наставата. Почитувани, сите овие бројки и податоци покажуваат дека во владата на Република Македонија треба да сметате и секогаш ќе имате партнер за остварување на вашите права. Одлучно и посветено остануваме на определбите за унапредување на условите за живот и развој на лицата со попреченост, како и на создавање средина за ваше достоинствено социјално и општествено вклучување, базирано на принципите на еднаквост и недискриминација. Според проценките на Светската здравствена организација, во Република Македонија околу 10% од граѓаните се со некакви пречки во развојот. Како председател на владата на Република Македонија ќе бидам задоволен дури откако ќе успееме на сите вам да ви го овозможиме сето она што ви е потребно. Нека ни е честит меѓународниот ден на лицата со попреченост. Благодарам.